слушателите и добре дојдовте во Sneak Peek. Денеска ви ги представуваме 5 најважни вести. Министерството за образование и наука МОН денеска објави конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната година 2024-2025. Во августовскиот рок за запишување, пријавувањето ќе се изврши на 21 август 2024 година. Млади иноватори од РСМ развија мобилна апликација за да им се помогне на луѓето со дијабетес. Преку оваа апликација лицата со дијабетес на дневна основа можат да внесуваат податоци за нивното здравје и нивоото на глукоза во крвта и да ги мониторираат истите преку извештаи што се генерираат од самата апликација. Дија е наменета за луѓе со било кој тип на дијабетес. Амбасадорот на Европската унија во земјава, Дейвид Гир, изјави дека нема да се намалуваат финансиските извори определени од Европската унија за Националната агенција Erasmus+, како и програмата од која што имаат придобивки младите ќе продолжи да се спроведува. Од 1 јануари 2025 година ќе се воведе 7-часовно работно време во еден работен ден со најмалку 3 сектори, за да се види кои се начините за спроведување на истото, соопшти вчера вице-премиерот за економски прашања и заменик председател на СДСМ Фатмир Битики, нагласувајќи дека ова е мерка за зголемување на продуктивноста на работниците, но и за зголемување на квалитетот на животот. Владата на Хрватска ги започна постапките за меѓусебно признавање на возачките дозволи меѓу Загреб и Приштина. Во моментот во Хрватска 590 државјани на Косово имаат постојан престој и 8082 други имаат привремен престој. Поздрав и се гледаме следна недела. Заседете на социјалните медии.